Има и наредниве минути со првиот соговорник кој што ни пристигна овде во студиото 3 на македонската телевизија. Имено крводарителството е највисок чин на хуманост и алтруизам кој низ годиниве потврдено спасува бројни човечки животи. Македонија според податоците е мала земја, но со одлично развиено крводарителство. Колкави се годишните потреби, се обезбедуваат ли истите, расте ли бројот на крводарители и кои се неопходни услови да се исполнат за да еден човек дарува крв. Утрово разговараме со доктор Ефтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина. Добро утро, добре ни дојдовте. Нека е здрава и жива керкичката. Еве, тато денес го земавме тука на интервју, но ќе го вратиме брзо да. дома. Имаме многу убава тема, доктора, за разговор наредниве минути, нешто што многу ми е драго што добиваме информации низ годиниве дека го имаме во доволна количина, дека расте бројот на крводарители, но секогаш може подобро. Ајде така и да го почнеме разговорот. Ги имаме ли во моментов доволно крводарители во државава? Да, значи во моментов имаме и доволно крводарители и доволно залихи на крв да се нели сите потреби задоволат од сите клиники нели во Скопје, така и во цела Македонија. Кога сме ке залихите на крв во моментов, ево една чисто неофицијална бројка, во моментот во нашиот институт за трансфузиона медицина поседуваме околу 1500 единици на крв. Тоа зборам само за Скопје. Имаме нели регионален центар во Штип, Битола и Тетово, значи се заедно имаме преку околу 3000 единици на крв на располагање за пациенти на кои што им е нели потребна. Кога сме значи ние сме една, како да кажам, унифицирана единица која што во секој момент било каде да има потреба од било која крвна компонента и во било кој град, тоа се значи правовремено доставува и не постои можност да ниеден пациент не биде задоволен со тоа што нели му е потребно. Колкави се годишните државни потреби за крв, што велат статистиките и од друга страна се обезбедуваат ли истите? Да, значи секоја година се прави еден годишен интегрален план кој што заедно ние со Црвениот крст на нашата држава го спроведуваме. Приближно, значи секоја година имаме нацрт план кој што треба да обезбеди околу од 55.000 до 60.000 на крвни единици, што се однесува рецимо минатата година беа реализирани 58.432 крводарувања, за разлика од 2023 која што ќе земам како споредба, нема да одам уназад, каде што имаме повеќе од 2000 крводарувања за разлика од минатата година. Зошто е ова зголемено? Затоа што морам да нагласам дека во последната година само имаме побарувачка од околу 12.000 издадени крвни продукти повеќе за разлика од 2023. Така да треба да сме малку загрижени од аспект што за жал ово укажува на фактот дека се повеќе имаме нели заболени болни лица. Како се станува крводарител? Кога веќе зборуваме нешто подоцна ќе споменеме и кампањата и целта која што сакате да ја постигнете, меѓу другото со се ова, па тука сме да ги договориме сите прашања кои што некаде попатно се отвараат во текот на разговорот. Што треба да знае секој оној кој што сака да стане крводарител? Значи пред се треба да исполнува нели старосна граница која што нели крводарител може да биде секој кој што наполни 18 години и која што ке нас по нели од правен аспект до 65 години. Освен тоа нели треба да е во добра здравствена состојба. Тоа е првото и основно кој што треба секој ден кој што ќе се одлучи да пристапи да дарува крв, да најпрво е здрав, затоа што нели знаеме дека крводарувањето е привилегија на здравите луѓе. Освен тоа, значи не би навлагал во детали, освен тоа што секој еден крводарител или личност кој што ќе се одлучи да дарува крв подлежи на лекарски преглед кој што нели е малце подетален и тука се одлучува, значи дали некој може да крводарува или не. Така. Мотивирањето на населението за доброволно дарување крв е исклучително важно за градење на позитивен однос кон крводарувањето. Расте ли бројот на крводарители и ги има ли доволно младите во приказната? Така, како што веќе напоменав, ние како институт сме надлежни за да бидат обезбедени сите потреби за крводарување. Како што веќе исто и напоменав заедно во организација со Црвениот крст на Македонија. Дали расте? Да, како што напоменав, значи ние имаме реализирано минатата година повеќе од 2000 крводарувања. Кога сме кај младата популација, таму треба да ја бараме базата за идните крводарувања, затоа што нели старата популација полека ни отпаѓа.
Дали има раст? Да, меѓутоа кај младата популација не се забележува некој особен раст и затоа нели подоцна ќе зборуваме за кампањата која што е прави, која што пред се ние нели наменета да се подигне нивото кај младата популација, пред се ученици и студенти за да бидат поактивни и да ја сватат сериозноста и значењето на крводарување. Кои се меѓу другото најчесто поставуваните прашања кои што ви ги поставуваат сите оние кои што сакаат да даруваат еве и за прв пат крв, доаѓаат кај вас и ве прашуваат што, докторе? Мислите во нашите институти или општо? Воопшто. Еве така, воопшто. значи пред се сите сакаат да знаат кога може да даруваат, каде може да даруваат, кои се услови кои што треба да ги исполнуваат. Да, значи прашања дали од здравствен аспект кои индивидуи смеат да даруваат, кои не. Генерално сите информации се достапни и на нашиот сајт, меѓутоа јас како раководител на оддел за крводарување сум секој пат достапен за сите кои што им се потребни сите информации да ги добијат. А кој е временскиот интервал кој што треба да постои помеѓу дарување крв? Така, значи кога сме кај дарувањето на крв, веќе е кажано многу пати, меѓутоа треба да потсетиме за тие што не стигнале до таа информација. Машки особи, значи може да даруваат на секои 3 месеци, за разлика од девојките, тоест жените кои што може на секои 4 месеци. Значи годишно, доколку се е во ред, секој едно машко може да дарува нели 4 пати, за разлика од девојките кои што нели само 3 пати. Ајде малку да продискутираме за кампањата. Во теке со различни активности се реализира во овој период, вклучени се многу медиумски, јавни личности. Целта е секако да се промовира крводарувањето и да мобилизирате што поголем број на нови крводарители. Да. Значи, како што веќе ја напоменав, не загрижи фактот дека побарувањето за крв и крвни компоненти се е зголемено во последните година посебно, меѓутоа и години уназад. Така да ние, нашиот институт, заедно со одлучи да направиме една кампања која што нели пред се ќе биде наменета за луѓето кои што не дарувале крв, за луѓето од младата популација кои што треба да ја сватат која е сериозноста на крводарувањето и кои се потребите за крв, затоа што мора сите да знаат дека крвта е еден незаменлив лек кој што не може да се направи, кој што не може да се лабораториски створи. Крв која што пред се не треба да стигне до момент каде што да ни е потребна, па да станеме крводарител. Кога сме кај кампањата конкретно, значи ние одлучивме со да како да кажам, да агитираме повеќе јавни личности, значи не збориме политички, сме наменети да уклучени се тука спортисти, актери, музичари од сите значи бранши во нашето општество, со тоа што до сега имаме, да речем, добар интерес. Посетуваме кошаркарски клубови, бевме во театар комедија, во Македонски народен театар. Значи, сите сфери од нашето општество сакаме тука да се уклучат, со тоа што да ние промовираме крводарување, кој што кај нас нели е доброволно и тој алтруизам мора да излезе на виделина. Да го завршиме разговорот со прашањето уште еднаш зошто да за крводарувањето, не само како раководител, туку општо и како човек и како Зошто доктор. да? Видете, секој една кеса крв спасува 3 животи. Да тргнеме од тоа. Тоа е било како репер на еден старт да станеме хумани, тие кои што до сега не дарувале крв, да одлучат да станат хумани затоа што со тоа ништо не губат. Може само да помогнат. Нема да коментирам моменти кои што се да кажам од непријатна атмосфера за да нели не треба да стигне до тој момент за да ние се активираме и да покажеме наша хуманост. Но изминативе 2 недели конкретно кога се случи трагедијата во Кочани, излезе информација дека е потребна крв. Голем број на граѓани се мобилизираа за да пристигне многу набрза информација дека има доволно крвни единици, но драго ми е што во моментов граѓаните и изреагираа. Тоа значи дека и на тема хуманост никогаш не каскаме, но од друга страна можеби е доволно освестувачки момент дека на време треба да се реагира за да не вознемируваат вакви вести. Значи кога сме кај таа несакана, да кажам, случка што беше пред околу 2 недели, јас бев нели цело време во тек, имав еден мал милион јавувања. Апели имаше, меѓутоа луѓето најверојатно од аспект на вознемиреност беа, како да кажам, поактивни, се најдоа во ситуација каде што сватија дека треба да крводаруваат. Меѓутоа, во случајот, ние бевме, значи, како и до сега, така и тој момент,
имавме доволни залихи на крв и друг аспект што за жал овие повредени кај нив беше потребно лекување со плазма деривати, а не со крв, кои што кај нас ги имаме на доволна залиха. Така да немаше потреба, јас сватив намерата на сите граѓани кои што беа загрижени, кои што сакаат да бидат од помош, меѓутоа ова нека биде еден, да кажам, старт поинт каде што секој ќе свати дека треба да бидеме хумани пред се. Токму така, да. Тоа е целта. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Ние најавивме дека со колешката Елена Георгиевска ќе ја продолжиме оваа тема некаде околу 7 часот и 45 минути. Крводарувањето е најхумана мисија. Во рамки на годишните програми повеќе институции реализираат и своји крводарителски акции. Поранешната полициска службеничка Богдановска продолжува со оваа благородност. Сега деталите ќе ги слушнеме во живо од колешката Елена Георгиевска. Елена, добро утро по втор пат за некои 30 на минути од првото наше видување, овој пат со тема и со говорник. Повели. Благодарам, Ване. Токму така крводарувањето е една од најхуманите мисии, можноста да се спаси човечки живот. На оваа тема имам чест да разговарам со повеќекратна крводарителка, меѓутоа за неја е потребна и неопходна всушност поголема најава. Најдобрата во класата на првата генерација полицајки во Македонија, прва жена инспектор за малолетничка деликвенција во Куманово, прва жена инспекторка за одбрамбени подготовки во државата, началничка на секторот за превенција овде во Куманово и слично. Од пред некоја година пензиониран полициски службеник Виолета Богдановска. Добро утро, благодарам што одвоивте време за ова гостување покрај минусните температури и овој пат на нешто поразлична тема за разлика од претходните. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Мене особена чест и задоволство ми представува што денеска може на една ваква тема која што е нели целта на овој наш разговор да направиме и да дадеме некој поттик и повеќе до помладите генерации да земат учество во крводарувањето. Кога всушност ја започнавте оваа хумана мисија и што ве мотивираше? Дали можеби оние редовни акции кои што ги имавте на работното место? Па токму и затоа би сакала на крај соодветна порака да упатам во однос на тоа, затоа што јас почнав, според мене би кажала, малку подоцна со крводарувањето, а токму акциите кои што Министерството за внатрешни работи во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и Црвен крст ги организира согласно годишните планови и програми на Министерството за внатрешни работи. Многу мина млади на некој начин стравуваат од дарувањето, каков е самиот процес и слично. Јас не би рекла дека тоа е на некој начин страв, туку може би се повеќе предрасудите дека ако дадеш крв дека нешто ќе се случи, дека здравствената состојба ќе ти биде нешто поинаква, ќе се намали или така ќе имаш некој проблем, меѓутоа тоа не е точно. Јас после секое крводарување се чувствував уште многу подобро. Значи посилно, помотивирано, на некој начин ти дава уште поголема храброст. До сега имате 15 крводарувања. Со оглед на тоа што почна во 2010 со крводарување, до сега имам само 15, меѓутоа иако како нели пензиониран полициски службеник сега не сум должна на тие акции да учествувам, меѓутоа учествувам на акции кои што ги организира Црвен крст надвор од оноа што е нели планот на одредени организации, на некои празници, така на соодветни денови, така да продолжил со крводарувањето. Рековме дека учествувате во акциите кои што се организираа при секторот за внатрешни работи Куманово овде. Можеме ли да заклучиме дека луѓето во сина униформа даруваат крв? Бројката на крводарувања во СВР Куманово, тоест воопшто во Министерството, од година во година се зголемува. Тоа беа генерации кои што навистина беа посветени на хуманоста, на да помогнат на некој друг да се спаси човечки живот, што е навистина многу битна работа, особено по случувањата кои во последните години се случија и кај нас и во светот. Меѓутоа, сега доаѓаат нови млади генерации на кои што мислам дека им треба мала едукација, подсетување, мотивација, зошто крводарувањето е битно. Не е тоа само битно за оние 2 или 3 дена кои што согласно законот се добиваат, затоа што јас себе според мене и никогаш и не ги користев тие денови, пред се ми беше хуманата мисија и да помогнам на некој, отколку оноа што нели 2 дена ќе значат слободни во работењето. Значи на младите ќе им треба повеќе едукација, да се мотивираат зошто да даруваат крв и дека тоа воопшто не е опасно или нешто загрозувачко по животот и здравјето. Веројатно и тоа е пораката до нив, здраво за себе. Мојата приказна како почнав да дарувам крв, всушност беше јас ги организирав крводарувањата во рамки на СВР Куманово, меѓутоа не дарував крв и често доаѓа новинарски екипи
и секогаш нели имаше некој да каже нешто и да биде снимен. Меѓутоа еден ден се случи да никој не сакаше да зборува, да не се снима и сето тоа па ајде кој, као па ајде да емитираме стави ти, па и потоа нели интервју ќе се направи сето тоа. Јас секогаш промовирав доверба на полицијата, граѓаните да има доверба во полицијата, во она што го работи и се, и така си водам во животот и за хуманоста и за се. Она што го правиш да го зборуваш, она што го зборуваш да го правиш. И си реков нема лаги, туку ајде навистина да дадам крв. Значи тоа беше еден момент на храброст и една порака до сите. Значи направете промена во животот, бидете хумани, помогнете на некој, затоа што во последно време, значи на светот му фали многу повеќе добрина да има, она што мислиме за себе да им помогнеме и на другите. Благодарам многу на одвоеното време. Имавме можност да ја слушнеме Виолета Богдановска, поранешна полициска службеничка, началничка во секторот за внатрешни работи Куманово. Таа е една од неколкуте повеќекратни крводарители од Куманово. Студио. И се надеваме дека пративме уште една силна порака, Елена, со овој разговор за поддршка и на кампањата која што ја организира Институтот за трансфузија на медицина, па се надевам дека ќе имаме многу повеќе крводарители во периодот кој што престои.